Првиот дел до појавата на пожарот покажа катастрофални системски пропусти. Вториот дел после појавата на пожарот покажа брза реакција на надлежните институции, бидејќи првиот повик најверојатно го добија пожарникарите во Кочани на бројот 193, за да неколку минути подоцна ние на 112 добиеме повик од мајка, вознемирена и сплашена мајка, која што на едниот телефон ја имаше својата ќерка и викаше по неа, се слуша пискотници од другата страна, а од друг телефон се јави на 112. Разборуваме за системот, он е дефиниран со законска регулатива. Со законската регулатива не само што се дефинирани обврските на правните објекти на институциите, со законската регулатива е дефиниран и димензиониран концептот на Република Македонија, бидејќи Република Македонија има два периоди на развој на законска регулатива, а тоа е едниот од 92 година, не, од 92 до 2004, кога е донесен Законот за заштита и спасување и кога почнува да се менуваат актите. Значи, во овој прв период ние го имаме транспонирано југословенското законодавство во нашето домашно. И мислам дека функционираше многу солидно. Од 2004 со донесување на Законот за заштита и спасување се врши деконцентрација на безбедносно заштитниот систем